Перинаталниот период кој го опфаќа времето од зачнувањето па до првата година на породувањето е времето на големи животни промени кај секоја жена. За поголем дел ова е најсреќниот период за нив и за нивното семејство. Но овој период често е и време за појава на ризици врзани со менталното здравје. Денес во приказна ќе говориме за перинаталната депресија. Дали сте слушнале што е постпородилна депресија? Сум слушнала, да. Дали знаете што е? Обично жените што се породиле имаат така тенденција од после да имаат некаква депресија. Знаете ли како се чувствуваат, какви симптоми имаат? Не Претежно толку. се тажни, со лошо расположение, со лоши мисли. Дали во ваша околина некогаш сте имале некој познат кој што имал постпородилна депресија? Не. Ако пример имате, Или барем не сум знаела. да предпоставиме дека ќе имате, дали би му помогнале? Најверојатно да, со На кој разговор. начин? Разговор би ги слушала, ако имам некаков совет би им дала. Така. Дали Да. стручна помош би препорачале? Најверојатно би им препорачала да одат кај некого, да, ама немам некој конкретен што би им препорачала, да. Знаете ли како се чувствуваат луѓето што се во ваква депресија? Знам какви симптоми имаат, а како се чувствуваат не би можела да знам. симптоми имаат? Да, значи претежно може да имаат тага, одбивност према детето, да речеме многу често, или страв дека може да му се случи на детето нешто, така да запознаена сум. Дали во ваша околина некогаш сте имале некој познаник, пријател, дел од семејство? За среќа не сме имале. Често, мислам дека веќе вие како телевизија доста работите на таа тема. Тоа е дел и нели докторите може да се запознаат мајките, посебно еве на првите контроли после 40 дена, да им се обрати дека нели ако се чувствуваат осамено или можеби е нова состојба, хормонска состојба, да им се каже дека е нормално и дека има кај да се обратат и дека нема да бидат сами. Па свесно се разбира дека тоа дете не е само направено така што мора да има поддршка во таква ситуација, не е лесно за двете страни. Меѓутоа, ако си нели човек кој што има емоционална интелигенција, си тука за човекот кој што ти дал доверба во секоја смисла да живее со тебе, да оформите семејство, сметам дека треба да се поддржи на таква личност без разлика каква и да е ситуацијата. Има и стручни лица кои што се тука нели да помогнат во такви ситуации, меѓутоа мора да имаме ние свест за да можеме да можеби да го препознаеме тоа, можеби самата личност не е спремна да си признае сама на себе, меѓутоа тука сме да помогнеме да разговараме за една таква ситуација. Секој човек треба и сам да почне од себе, да се едуцира на таа тема, но да, треба да се покрене една иницијатива за сите оние луѓе кои што поминуваат низ ваква фаза. Да, сум слушнала. Има многу луѓе кои што нели ќе родат мајките и се тоа едноставно се чувствуваат изгубени, безпомошни, дека тоа дете не го чувствуваат како свое, не знаат дали имаат емпатија и љубов кон детето и сметам дека треба повеќе да се разговара за тоа и да се крене свесност на сите мајки кои што се соочуваат со тоа дека не се сами, да разговараат со нивниот партнер, со нивните родители, да разговараат со стручни лица со цел да им помогнат да може и мајката да го подобри нејзиното психичко и ментално здравје, а и детето да може да има добра доволна грижа и љубов од мајката. Тие се чувствуваат едноставно дека не може да дојдат во контакт со детето, не го чувствуваат како свое, имаат самоубиствени мисли најчесто и едноставно го отфрлаат како не сакаат да се грижат за него и се затварат во некој свој свет кој што едноставно се чувствуваат како да немаат излез од него. Да се подобри свеста, да се разговара и да знаат дека не се сами, дека заеднички сили може нели да постигнеме се едно здраво општество во кое што живееме. Перинаталната депресија може да се развие во било кој период од бременоста или по породувањето. Се проценува дека помеѓу 10 и 20% од жените развиваат некој вид на нарушување на расположението поврзани со бременоста. Светските податоци говорат дека овој вид депресија се појавува кај 1 од 10 жени за време на бременоста, додека во првата година по породувањето се појавува кај 1 од 5 родилки. Мајчинството, бременоста и периодот по породувањето се вистински емоционален, физички и ментален предизвик за секоја жена која минува низ тие фази. Раѓањето на децата е еден од најзначајните животни настани кој носи радост и возбуда, но и цела низа животни промени. Овие промени може да предизвикаат нови или враќање на старите ментални промени.
Перинаталната депресија може да се случи во текот на самата бременост, но и во периодот по породувањето, најчесто во првите 4 до 6 недели, но се случува да се појави и до 1 година по породувањето. Перинаталната депресија представува депресија која се јавува во перинаталниот период кај жената. Представува пореметување на нарушување на расположението кое се манифестира со чувство на тага, губиток на интересите за работите во кои што уживала до сега. Таа може да се јавува во тек на бременоста и може и после породувањето. Доколку се јавува во тек на бременоста, тоа е депресија во антенаталниот период и многу позната ни е и депресијата која се јавува во после породувањето и така наречена и постнатална депресија. Животот ти се менува на младата мајка од почеток. Значи се менува целосно. Сите улоги кои што таа ги имала претходно веќе се ставени на стендбај. Значи низините професионални улоги. Улогата на пријателка, на другарка, не знам, секој човек има еден безброј улоги во животот што има безброј улоги преку кои што се изразува. Сега, улогата на мајка е сосема нова улога за неа. Таа не ја знае, значи таа улога треба да ја учи, да ја развива. Допрва треба да учи кои вештини се потребни и како да ги развива тие вештини за да биде мајка. Улогата на мајка, значи, бара најголема жртва од сите улоги, затоа што го бара целото незино време и енергија. И од таа причина, затоа што му е неопходна на бебето е немогно да се ги задоволува потребите, без мајката тоа нема да преживее. Од таа причина, значи, мајката целото време и енергија го посветува на бебето. Ама затоа сите незини други работи остануваат настрана, сите незини потреби. Светските податоци говорат дека ова е многу честа појава. Проценките се дека во светот од 10 до 20% од жените се справуваат со овој вид депресија. За жал, ова може да биде и причина за смртност. Ова нарушување се јавува кај околу 20% од родилките ни светот, но само 10 до 15% од нив одат на лекари и бараат помош. Дополнително, оваа состојба се одразува и на општото здравје. Имено на околу 6,4% од жените со перинатална депресија им биле дијагностицирани кардиоваскуларни болести за време на следењето на нивната состојба. Според Кабинетот за третман на жени во бременост и по породување при Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје, од 7 до 15% од жените паѓаат во постпородилна депресија, а уште толку се непрепознаени и нелекувани од различни причини. Многу е важно да се препознават симптомите на депресијата кај жената. Ние често ги негираме или ги омалажуваме тие симптоми. Перинаталниот период е круцијален за животот на жената. Да, депресија може да настане уште во бременоста, значи во предпородилниот период и да се протека преку целата бременност и да продолжи во периодот после породувањето. Перинаталната депресија е нарушување на расположението, односно претерано тажно расположение. Карактеристики се изразено чувство на тага, безволност, чувство на безнадежност, ниска самодоверба и самоевалуација и губење интерес за секојдневните активности. Дополнително родилката може да има и нарушување на спиењето, од прекумерна сонливост до целосна несоница, нарушување на апетитот, сексуалната желба, намалена функционалност, намалување на квалитетот на животот и нарушување на односот со партнерот, бебето и општеството како целина. Перинаталниот период е круцијален за добросостојбата на мајката и на новороденчето. Во тек на бременоста, менталното здравје на жената е многу важен за текот на бременоста, бидејќи може да влијае на раѓање на предвремено родено бебе, односно на бебе со ниска родилна тежина. Во постнаталниот период, пореметувањата на менталното здравје кај жената се важни и влијаат многу и на здравјето на мајката, исто така и во здравјето на новороденото. Многу е битно, пошто во овој период започнуваат тие првите моменти на врзувањето на мајката со бебето, така што жените со симптоми на депресија често имаат проблеми со грижата на
кон своето новороденче, кон грижата за себе и со односите со партнерот и семејството. Ако трае долго и ако е многу интензивно, ја нарушува функционалноста на жената. Колку повеќе се одолговлекува, толку се потешки компликациите. Полоша е врската помеѓу мајката и бебето, а со тоа и закрепнувањето ќе трае подолго. Семејната поддршка е од важно значење, да се реагира навремено на овие симптоми и да се добие стручна помош. Во текот на бременоста, но и по породувањето, честопати многу жени, без разлика дали се бремени или родилки, се соочуваат со депресија. Што ја причинува, кои се симптомите на... Кога зборуваме за депресија во бременоста и постпородилно, веќе зборуваме за перинатална и постпартална или постродилна депресија. Постродилната депресија е депресија како и секоја друга, со тоа што тригер факторот за појавата на депресијата и на депресивната симптоматологија е породувањето. Причините се мултифакторијални, значи кога зборуваме за причината за појава на една постпородилна депресија, она може да почне во тек на бременоста и да продолжи после тоа, се најразличити од биохемиски, значи пад на хормоните. Всушност во тек на бременост имаме пораст на естрогени, на прогестерон, кои што се дури до 10 пати повисоки отколку во нормална ситуација кога жената не е бремена и нагол пад во првите 3 дена после породувањето. Значи падот на хормоните, соочување со една нова реална животна ситуација која што е преубава, еден преубав период во животот на една жена, раѓањето, давањето на живот, на нов живот, создавање нов живот. Меѓутоа, истовремено доаѓа до многу промени во нејзиниот секојдневен живот. Од телесните промени па до потребата од грижа за еден нов член на семејството. Колку и да е припремена жената за една ваква ситуација, сепак на некој начин за нешто доаѓа, се чувствува неспремна кога ќе се соочи со чувањето на детето. Значи, кај 8 од 10 родилки, кај 8 од 10 жени, се случува да после породувањето се јави таа една состојба која што се нарекува baby blues. Значи, жените се соочуваат со едни промени во расположението, нестабилно повеќе би рекла расположение, плачливост, иритабилност, конфликтуозност и доста често оние симптоми во смисол на пореметено спиење. Значи, проблем во спиењето. Не може да го регулираат сонот. Значи, они не спијат кога бебето не спие, меѓутоа и кога ќе заспие бебето, не може да заспијат. Се чувствуваат уморни, апетитот е пореметен, значи послабо се исхрануваат. Сето тоа доведува до една симптоматологија која што е приметлива од околината и е, да кажеме, нормална за периодот после породувањето. Обично оваа симптоматологија трае некаде не 1 до 2 недели и потоа постепено се повлекува. Што би рекле народски, си го фаќа жената редот. Веќе влегува во една шема, го фаќа редот на бебето, знае како и кога да изреагира, почнува да прифаќа и да се однесува онака како што би требало. Меѓутоа, во известни ситуации доаѓа до продлабочување на симптоматологијата и станува поозбилна, да кажеме, таа симптоматологија и жената се подлабоко завлегува во депресијата. Има чувство на вина, мисли дека она тука греши. Знаете, сега си бомбардирани младиве со информации како мајки се породиле, па одма детето напредува, па одма вака, па одма... И одеднаш мислат дека они ништо не прават како што треба. Сето тоа прави да се чувствуваат изфрустрирано, да се плачливи, све им смета, се повлекуваат од околината, се одразува и на сонот, значи не може да се наспијат, имаат чувство на грижа на совест, ако бебево сега легнало, па они легнуваат, сметаат дека треба да ги завршат сите оние други домашни обврски и да бидат супер мајки и домакинки. Значи, сето тоа ствара кај нив промени во расположението и ги прави дисфункционални. Кога семејството да препознае дека ова веќе е проблем? Семејството веќе треба да го препознава тоа, иако веќе
поминува времето, мајката не се враќа, да кажеме, во однесувањето, психички не се враќа во нормала, веќе треба да се укаже на некој начин дека проблем постои. Самата мајка ретко кога ќе каже јас имам проблем и нема емотивна поврзаност, значи чувствува дека емотивно се поврзува со детето. Све мисли дека греши, све мисли дека еве сега детево не напредува, она е виновна, ова се случува, она е виновна, почнуваат тие размислувања за чувство дека дека сака нешто, дека може нешто да му направи, дека може да го повреди детето, самата да се повреди, веќе навлегува во длабока депресија. Кога семејството треба, посебно партнерот и најблиските членови на семејството да приметат и да на некој начин интервенираат. Првата интервенција е да се пружи помош и да не се убедува жената дека ама тоа е нормално. Све е нормално, ќе помине, ние сме го поминале тоа. Значи да и се понуди помош. Помош околу секојдневните обврски. Затоа што и некогаш и тоа ја загрижува, да кажеме, и ја влошува состојбата. Затоа што не успева покрај бебето, ништо друго не успевам. Така ќе дојдат ќе кажат, ја не успевам ништо дома да завршам. Како успеваат сите други, јас не можам. Значи, да им се понуди помош околу секојдневните обврски, околу готвењето, околу чистењето, набавките, да кажеме, што е лесно ако има кој да помогне. Така, значи немаат сите на крајот на криштата, некои живеат и во други градови каде семејството не им е присутно, не може да дојде никој да им помогне, немаат кој да им помогне. Тука е партнерот првиот тој кој што треба да помогне на супругата, затоа што се на крајот на криштата двајцата родители, така. Значи да се понуди помош прво на тој начин, да се растерети мајката на некој начин, да се овозможи да преспие кога бебето спие, да се помогне околу перењето, пеглањето, било кои други обврски кои што се секојдневни, да се даде време за себе. Колку еве ние како општество се уште негуваме онаа стигма дека нормално е и ако не го направиш тоа денес страшно е, ќе ти се смеат другите. Колку еве како на општество нас ни треба поголема свесност дека нормално е да се чувствува и дека тоа треба да го прифатиме, бидејќи на тој начин ќе олесниме за да и се даде помош на жената. Видете, некогаш самите си го наметнуваме. Точно не живееме во едно такво општество каде што од мали можеби не учат дека ние треба да знаеме кога ќе се породиме, треба да знаеме што треба да правиме. Нормално дека ни треба некоја помош, меѓутоа во суштина тоа е природно, тоа е нормално и дека нема што сега како сите исчувале дете, така и ти ќе го исчуваш. Помош, некој има повеќе, некој има помалку, меѓутоа треба да бидеш способна. Тоа е она што на жените им ствара чувство на вина и на грижа некоја, на совест дека они сите можат, а јас не можам. Тоа е она што во моментот ги прави да бидат поранливи и да се срамат да побараат помош и од семејството, па уште повеќе да побараат помош од стручно лице. Мислам дека се повеќе кај младите, кај новиве генерации веќе постои поголема свесност и дека знаат и да побараат помош, знаат и полесно да речеме да се справуваат, меѓутоа има ситуации каде што едноставно па и се срамат да побараат помош. И тука е потребно да околината го препознае сето тоа и да интервенира на некој начин. Сепак, за да се развијат овие, за да дојде до појава на поинтензивна, да кажеме, поизразена депресивност и во периодот пред породувањето и постпородувањето, обично постои некоја генетска предиспозиција. Значи, и генетска предиспозиција, мајки кои што, односно жени кои што и пред бременоста имале некое психичко расстройство, состојби на панични напади, анксиозно-депресивни состојби, се посклони да во текот на бременоста и постпартално влезат во една состојба на депресија. Оние кои што имаат во семејството, мајка, баба, тетка, ме разбирате, кои што имале вакви расстройства, исто полесно може да се развие постпартална депресија, па и депресија во тек на бременоста. Не мора да значи дека оваа депресија се јавува само кај првата бременост, односно првото породување. Некогаш и претходно искуство веќе жената има и во првата и во втората бременост, веќе имала, да кажеме, вакви состојби и веќе семејството и ги препознава и ги очекува на некој начин. Така да и полесно и интервенираат во тие ситуации. Причините за
појава на, ако може веќе да зборуваме за причините, може да бидат и најразлични, од сакана или несакана бременост. Значи, планирана или непланирана бременост. Финансиската состојба некојаш може да биде причина. Има колку пати ќе ви кажат само што се запослила, па сега одеднаш непланирано останува бремена. Сето тоа, значи, се одразува, може да остане безработното место, секакви ситуации, имаме најразличити ситуации кога може да биде тригер фактор за да се развие постпарталната депресија. Кога веќе го зборуваме ова, колку евематичните гинеколози треба да ја следат предходно историјата со цел да на некој начин не предвидат, но да може да ги видат симптомите на некој начин да укажат. Мислам дека е многу битно и гинеколозите и овие сестрите што се акушерките и не знам како се викаат тие сега сестри кои што ги водат, да кажам, и во текот на бременоста, па и постпородилно. Значи, они може да бидат, треба да бидат едуцирани, мислам дека се доста добро едуцирани, да приметат дека има некои промени и да им укажат и да укажат на семејството ако треба, за да се превземе нешто. Дали да се побара стручна помош, дали да се поразговара едноставно, ако ништо, с психолог, психијатар, чисто да се види до каде е состојбата и на кој начин треба да се интервенира. На кој начин се третира од кога ќе се диагностицира? Од кога ќе се диагностицира. Значи, секогаш одиме на тоа ако се може да се оди само со психолошка поддршка. Поддршка од семејството, она што го кажавме, што може семејството и членовите на семејството да направат, и од друга страна психолошка поддршка ако може. Со разговор да се види колку е длабоко отиде на состојбата и колкав е ризикот. Значи, реков некогаш може да се јават кај мајките размислување за самоповредување, повредување на бебето, кога е веќе голем ризик и кога треба секако да се интервенира со терапија, во исклучителни случаи и ако треба и болничко лекување. Терапијата е класична антидепресивна терапија. Значи, секогаш гледаме ако може да се помине без терапија, затоа што да не го избегнува мајката после и доењето. Секогаш прво прашање ако им понудите, ако веќе сметате дека има потреба од антидепресив, прашањето е дали смеам да дојам, ако веќе мајката дои. Ама како ќе се одрази на бебето? Зошто да го прекинувам? Може ли да поминеме без лекови ако може? Знаете, сепак секогаш размислуваме на тоа, ама како лекот ќе делува не само на мене како мајка, него и на бебето како ќе делува. Така да во случај кога ќе се процени, се објаснува на мајката како делуваат лековите, дека се одбираат лекови во минимални дози кои што имаат ефект, меѓутоа кои што во минимални дози и она преминување кој бебето не е ризично, да кажеме, а на крајот на криштото ако има потреба од појака терапија и прекин на доењето. И тоа е опција подобра отколку да се влошува психичката состојба на мајката. Антипсихотици во ретки случаи кога имаме веќе психотични депресии, кога веќе ризикот од самоповредување и повредувањето е многу голем. И во тие случаи дури и болничко лекување. За крај, дали постпородилната депресија ги фаќа и татковците? Може, значи има случаи, секако поретко, меѓутоа постпородилната депресија може да се манифестира. Секако и тука имаме склоност, конституција, значи не се сите склони, макар да стравувањата кај мажите се, кога ќе дојде новиот член од семејството, исто големи. Затоа што и они се плашат од тоа како да го земат во рака детето, до тоа дали прават се како што треба, се обидуваат да помогнат, знаете, и не треба да се охрабруваат во учество во растењето на бебето, во учество во помагање во секојдневно. Никој не е роден учен, значи за све нешто, не само за ова во животот, си треба пракса. Така да стравувањата, знаете, немој ти си машко, ти не знаеш, уште постои кај нас. И тука на некој начин ги трга и они не учествуваат, макар да мислам дека сега помладите мажи во многу голема мера се вклучени во родителството. Значи не само да се присутни, него едноставно секојдневно да помагаат во секојдневните обврски. Ја сваќаат својата улога на партнерство.
Ситуациите кога жената не се чувствува добро, па не знаат како да се снајдат, не знаат како да помогнат и кај ни ствара една фрустрираност и нерасположение и анксиозност, поради што понекогаш и они имаат потреба од помош. Психолошка, па и од терапија, макар да е поретко секако. Причините се најчесто, како што спомнавме, најчесто е таа биохемиски промена во организмот, пошто со раѓањето голем дел од тие хормони што ги имало во организмот кај таа трудница сега се веќе драстично намалени, како естрогенот и прогестеронот, да кажеме. Иначе пролактини, ендорфините исто така се намалуваат доста и тоа е една од главните причини. Друга причина која што би била надополнета со ова е истоштеноста. Значи самата бременност не е баш така лесен процес, а раѓањето па е уште потешко во моментот на раѓање, пошто тоа едно нормално раѓање би требало 10 до 12 сати да трае, иако е нешто подолго и така да тие трудници кои што ќе се породат се доста истоштени од тоа. Така да тоа е склоп на сите тие работи што може да доведат и поготово ако она претходно веќе има склоност или ако имала претходно некои такви депресивни моменти или претходна бременност со таква постпатна психоза, тогаш веќе депресија, тогаш веќе има поголема шанса да се развие кај таа особа овој симптом. Компликациите секако може да се појават, али претходно би кажале дека ова има разни нивоа, значи не секоја постпартнална психоза е иста, нали? Како што сите луѓе сме различни, така и тоа. И во однос на симптомите на изразеноста, таа може да биде најнормална тага некоја, тоа е постпартнална тага, тоа е наједноставниот, најлесниот симптом, или познато како малку симпатично име baby blues. И тоа е како постпартнална тага, би ја рекле, кога така жените се малку вознемирени, тажни, не може да стигнат се околу бебето, се им е ново и така, али тоа е нешто што поминува. Тоа кај 80% ова брзо би поминало. Али ако оваа постпартнална тага проложи понатаму подолго од 2 недели или се продлабочува, почнуваат и поинакви мисли да се уваат, да им смета се околу, да бебето не го поднесува и така, тогаш веќе доаѓа вториот стадиум, тоа е постпартнална психоза, постпартнална депресија. А ако не се лечи, ако не се препознае, може да премине во постпартнална психоза, среќа што е ретко, каде што постојат можности за самоубиства и за оштетување на самото бебе и така доста непријатни ситуации. Секако, да. Значи во првата таа што кажавме постпартнална тага, помошта може самата мајка, самата сега не трудница, него породена особа, може да си помогне со така малку по гледање на повесели работи, со разговарање со фамилијата, со сопругот секако нормално, околу бебето да ви се помогне да направи, да полесно се справи со тоа. И нормално околината тука и најблиската околина најмногу може да помогне и за ова нема потреба од лечење. Значи доволно е само помошта. Бидејќи ако се помогне околу самото бебе, околу облекување, околу бањање или сите тие работи што се потребни на почетокот, тоа што си поминува самата од себе. Али ако премине во поголемата состојба, да премине во постпартнална депресија, тогаш веќе тие сите симптоми се далеку поизразени, тешко се смее, не реагира на нормалните дразби и во тој случај веќе е потребно лечење. И тоа лечење е доста добро, бидејќи тука се потребни само психолошки совети со нормално психијатри, не гинеколози, значи психијатар би требало да се уклучи и тие лекови што се предпишуваат психијатар би требало да се доволни. Би требало да се доволни и тоа ќе си помине во тој случај ако нормално соработува таа пациентка. Али ако не соработува, ако продолжи да се продлабочува состојбата, па да дојде до таа постпартнална психоза веќе озбилна работа, тогаш веќе мора и болничко лекување. Тогаш нема да помогнат лековите, пошто просто едноставно нема да ги земе. И да ги дадете нема да ги земе. И нема да го слуша ни совети, ништо, тоа е веќе доста озбилно, тоа е веќе психијатриска болест, каде што мора да биде во болнички услови и да се лечи. Иначе, ако не се препознае и ако не биде во болнички услови, може да настанат баш кобни последици.
Среќа, ова последната е ретка, ова психоза да се дојде е многу ретко, така да се случува, не дека не, али е ретко. А постпарталната тага е доста честа, кај дури сосема вака цврсти особи, што би рекле, па можат некогаш да западнат во таа мала baby blues ситуација. Да. Перинаталната депресија е една од најчестите компликации во текот на бременоста кај родилките. Се јавува кај секоја седма трудница или родилка. Многу е важно да се препознаат симптомите и да се побара навремена помош. Свесноста за постпородилната депресија првпат се појавува во доцните 80-ти години од минатиот век. Исцрпеноста по породувањето, стресот и недостатокот на сон во првите недели од животот на новороденчето можат да бидат фактори кои можат да влијаат врз појавата на ова нарушување. Матичните гинеколози се првите тие што доаѓаат во контакт со пациентките од почеток на бременоста. Секогаш, освен рутинските прегледи во антенаталниот период, треба да се посвети внимание на расположението на бремената жена. Не треба да се негират, односно треба и да се направи некој скрининг на пациентките во тек на антенаталниот период. Пример, да се прашува за низината психолошка, емоционална состојба, бидејќи емоционалниот стрес, психички стрес, промена во животниот стил, сите влијаат и може да придонесуваат. Може во антенаталниот период нема толку да има промени, туку тие може да се потенцираат после породувањето и да доведуваат до тешка постпартална депресија. Иако не постои единствена причина за перинаталната депресија, истражувањата покажуваат дека промената на нивото на хормоните по бременоста може да влијае врз емоциите и расположението. За време на бременоста телото има повисоки нивоа на хормоните естроген и прогестерон, но во првите 24 часа по породувањето нивото на хормоните брзо се враќа во нормала. Нивото на тироидните хормони може да се намали и по породувањето. Тек на породувањето, односно неколку часа после породувањето настануваат некои биолошки промени, како што се хормонските промени, односно нагол пат на хормоните естроген и прогестерон, кои што се може да бидат како тригер во настанувањето на депресивните симптоми. Но тие не се само не е основната причина тоа. Заеднички со многу други ризик фактори, како што се жени кои што претходно имале депресивни епизоди, жени со замор, стрес, кои што се имат родово насилство. Тие жени се во поголем ризик да развиваат такви депресивни епизоди. Затоа секогаш треба да се посвети внимание на симптомите. Не секогаш тага или нерасположение представува само така наречена постнатална тага или baby blues симптоми. Пошто тие симптоми се јавуваат веднаш после породувањето, но исчезнуваат за една недела, две. Постнаталната депресија треба да се посвети поголемо внимание и сериозност, бидејќи таа почнува обично 2 недели после породувањето и може да се појавува до 1 година после породувањето и симптомите на тага, нерасположение, губиток на интерес за себе, за новороденото траат. Ако тие симптоми, пример, траат повеќе од 2 недели, се влошуваат, се појавуваат мисли, како например суицидални мисли, треба да се сериозно да се сватат овие проблеми и да се консултира доктор. Во 2023 година, прегледот на доказите спроведени на Универзитетскиот коледж во Лондон покажа дека осаменоста е клучен фактор за ризик за перинатална депресија. Точната причина за постпородилната депресија се уште не е целосно позната. Според некои истражувања, причината за постпородилната депресија треба да се бара во наглото намалување на нивото на хормоните во телото на мајката по породувањето. Доколку симптомите на тага, нерасположение, влошување на симптомите траат повеќе од 2 недели, значи треба да се консултира лекар за да не дојде до потешка депресивна епизода. Не само депресивните симптоми, треба и анксиозните симптоми да се посвети внимание кај пациентката, пошто често тие после породувањето чувствуваат
чувство на анксиозност, на вознемиреност, која што се повеќе се влошува и доколку овие симптоми траат повеќе од 1 месец, потребно е да се консултира психијатар. За време на бременоста, нивото на естроген и прогестерон е до 10 пати повисоко од нормалното, а потоа во рок од 3 дена по породувањето, нивото на овие хормони, како и на ендорфините, кортизолот и пролактинот, паѓа на нивоа пред бременоста. Поддршката од партнерот и најблиските се исклучително важни, а охрабрувачките пораки се незаменливи. Секако помош при организацијата на времето е добре дојдена и пожелно е да се направи добар распоред на работите кои што мора да се направат и кои што може да почекаат. Затоа секогаш во тек на третманот или во разговорот со пациентката треба да се повикат и членови на семејството, особено партнерот, бидејќи често не поддршка од партнерот или од семејството може да доведува и до постпартална депресија. Затоа во тек на третманот на овие пациентки многу е важно, да се подигне свеста и во семејството, особено во партнерот, и тој да биде вклучен во третманот на тие пациентки во разговорот со пациентката. Доколку состојбата прогресира, не минува. Личноста станува се повеќе нефункционална и се намалува капацитетот на новата мајчинска улога и секојдневните обврски се одвиваат со тешкотии. Веднаш да се направи консултација со стручно лице од областа на менталното здравје. Рано препознавање на знаците за перинатална депресија, подигнување на свеста за менталното здравје во перинаталниот период, диагностицирање и соодветен третман на овие пациентки може да се превенира тешка постпартална депресија, односно перинатална депресија. Менталното здравје во перинаталниот период е особено јавно значајна важност, како да кажам, бидејќи посебено после ковид пандемијата преваленцата на постнаталната депресија е во многу голем пораст. Имаше една студија која се направи во раниот постпандемиски период, влијание на ковид пандемијата во менталното здравје во перинаталниот период во Северна Македонија, каде што стапката на перинаталната депресија се движи околу 25,70 мислам, што е многу различно, што се разликува од пред пандемискиот период која што се движи од 10 до 14%. Затоа треба да се подигне свеста во јавноста за да се посвети големо внимание на перинаталната депресија. Постпородилната тага или попозната како baby blues е состојба со која се соочуваат голем број родилки. Симптомите се јавуваат 2 до 3 дена по породувањето. Тага, грижа, замор се чувствата кои ги опишуваат дури 80% од родилките по породувањето. Време е за артикулација. Така наречената постпартална тага или baby blues е благ облик кој не представува сериозна опасност. Истражувањата покажуваат дека се јавува кај речиси 80% од мајките. Се појавува во првата недела по породувањето и се манифестира со чувство на тага, вознемиреност, често плачење без очигледна причина и проблеми со спиењето. Симптомите обично исчезнуваат по неколку дена и без медицински третман. Студијата на Британскиот институт за медицински истражувања ја следала појавата на депресија кај мајките и татковците од раѓањето на детето додека детето не наполни 12 години. Тие откриле дека baby blues како појава влијае врз 39% од жените и 21% од мажите. И тоа најчесто во првата година од животот на детето. Мајчинството не ми носи радост. Ова чувство честопати е осудувано поради што мајките соочени со депресија во време на бременоста или по породувањето се срамат да споделат кои се нивните лични битки. Постојат бројни митови кои ги стигматизираат лицата со ваква состојба. Мит. Бременоста е период на благосостојба и ги штити жените од психолошки немири. Факт. 20% од жените имаат нарушување на менталното здравје во бременоста или по породувањето.
Мит, постпородилната депресија секогаш се јавува во првите неколку месеци по породувањето. Факт, постпородилната депресија може да се појави во секој момент во текот на првата година по раѓањето на бебето. Семејствата најчесто не ја разбираат постпородилната депресија, бидејќи очекуваат мајката да биде расположена по породувањето, сметајќи дека тоа е најстрикниот период од нејзиниот живот. За бремените жени и родилките со перинатална депресија, социјалната и емоционалната поддршка се исклучително важни. Многу е важен одговорот и поддршката од најблиските, препознавањето и разбирањето на симптомите. Постпородилната депресија ги погодува и татковците. Кај нив најчесто се појавува во првата година, односно во првите 3 до 6 месеци од раѓањето на новиот член во семејството. Слично како и кај мајките и кај татковците, овој тип на депресија најчесто останува недиагностицирана. Ако препознавате некој од симптомите кај себе или мислите дека се соочувате со оваа појава, најдобро е да консултирате стручно лице. Тоа беше се во оваа приказна. Довидување.